поставање во функција на фотоволтаичниот систем во Основното училиште Невена Георгиева Дуња, Киселаво да стана прва општина во која сите основни училишта располагаат со вакви сопствени системи. Со овој проект покрај финансиските заштеди ја подигнуваме и еколошката свест. На нашите ученици им овозможуваме да растат со конкретни примери на грижа за животната средина. Наместо само да им зборуваме за екологија, им покажуваме што значи одговорност, изјави градоначалникот Орце Ѓорѓиевски. Советот на општина Газибаба на денешната седница го усвои ребалансот на буџетот, со што се отвори патот за реализација на повеќе од 60 нови проекти во различни населени места низ целата општина, информираше градоначалникот Бобан Стевковски преку социјалните мрежи. Како што посочи, со ова одлука влегуваат во нова фаза на забрзан локален развој, која ќе се одвива со полна пареа во текот на летото и есента. Станува збор за проекти кои ќе значат подобрување на инфраструктурата, реконструкција на локални патишта, уредување на јавни површини, градење на детски игралишта, спортски зони и други значајни иницијативи за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, додаде Стевковски. За помалку од една недела, 1360 пензионери од Центар се пријавиле за еднократна парична помош од 2500 денари. Пријавувањето е во тек. Интересот е навистина голем. Пензионерите најчесто ги користат утринските часови за да се пријават, а бројот на поднесени барања секојдневно расте. Ова е јасен показател дека ваквата мерка навистина им значи на нашите повозрасни граѓани, посочи градоначалникот Горан Герасимовски. Под мотото Партизан не го даваме, денес пред спортската сала на Наумовски Борче во Карпош 4, попозната како Партизан, ќе се одржи протест на граѓани како реакција на одлуката на владата за одземање на салата од трајно користење на општина Карпош. Од општината велат дека станува збор за објект од особено значење за заедницата, во кој вложиле значителни средства за негово пуштање во употреба. Љубанци и Љуботен, двете села во општина Бутел, конечно ќе добијат чиста вода за пиење од градскиот водовод, откако владата на општината ја обезбеди над 110 милиони денари за реализација на овој капитален инфраструктурен проект, објави градоначалникот на Бутел Дарко Костовски. Тој изјави и дека ова е ден за историја не само за Љубанци и Љуботен, туку и за цел Бутел, затоа што по децении чекање, жителите на овие села конечно ќе имаат безбеден пристап до чиста вода за пиење. Почитувани граѓани на општина Бутел, денеска е ден за историја, ден кој ќе се памети. На наше барање, на барање на општина Бутел, владата на Република Македонија обезбеди нешто над 110 милиони денари за можеби еден од најважните проекти за нас како општина, а тоа е водоснабдувањето на селата Љуботен и Љубанци. Општина Ѓорче Петров и Годинава за сите првачиња обезбеди бесплатни училишни ранци и училишен прибор. Ова иницијатива според општината има за цел да им овозможи на децата еднаков почеток и сигурна училишна иднина. Покрај тоа, општината и оваа година ќе обезбеди бесплатна ужинка за секое дете од прво оделение, со цел да се промовираат здрави навики и правилна исхрана, известуваат од таму. Вчера заврши асфалтирање на дел од патот Петровец-Огњанци во должина од 800 метри. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски се заблагодари на жителите од Огњанци за трпението и разбирањето што ги имале цело време додека се одвивале градежните работи на патот. Во општина Зелениково заврши првата фаза од теренската дезинсекција против возрасни форми на комарци. Оттаму информираа дека за следната фаза на дезинсекција жителите на општината ќе бидат навремено известени и му се заблагодарија на Центарот за јавно здравје за учеството во спроведувањето на дезинсекцијата. Кандидатот за градоначалник на општина Аеродром Александар Трајановски вчера оствари средба со жителите на населбата Стар Аеродром. Граѓаните на Трајановски му посочиле повеќе теми кои го засегаат нивното секојдневие, од хигиената на јавните површини, зеленилото и урбаното уредување, до прашањата поврзани со детските градинки, училиштата и паркирањето. Разговорите се одвивале во конструктивна атмосфера, а соговорниците покажале подготвеност да се вклучат во идните решенија.
Левица, според најавата од председателот Димитар Апасиев, на предстојните локални избори ќе настапи со сопствен кандидат за градоначалник на Скопје. Овој пат ќе имаме свој партиски кандидат за Скопје. Сметаме дека сме доволно политички профилирани и дека нашата кандидатура ќе биде препознаена како вистинска алтернатива на досегашните елити, изјави Апасиев. Тој најави дека партијата веќе објавила јавен оглас за кандидати за градоначалници, на кои пристигнале 20 пријави. Според Апасиев, Левица ќе се обиде да го засили своето влијание и во локалните совети, па затоа ќе има советнички листи во над 50 општини ширум земјата. Армијата преку својот Facebook профил информираше дека во раните утрински часови 50 нивни припадници од составот на првата пешадиска бригада, извидувачко-разузнавачкиот батальон и батальонот за врски биле ангажирани за гаснење на пожарот во општина Чучер Сандево. Пожарот што го зафати овој дел од Скопска Црна Гора е активен веќе 2 недели. Скопскиот кривичен суд ги прогласи за виновни Љубе Крстевски и Бранко Билбиловски за сурово малтретирање и убиство на кучето Феликс, кој умре на 7 јануари годинава како последици на нанесените повреди. Судот ги казни со 3 месеци затвор за Крстевски, а 1000 евра парична казна за Билбиловски. Ова е прва пресуда во Македонија со затворска казна за мачење животни. По угинувањето на кучето Феликс се одржаа повеќе протести, на кои граѓани, активисти и љубители на животни се собираа заеднички да побараат правда за убиеното куче и да испратат порака дека насилството врз животните мора да престане, а сторителите да бидат соодветно казнети. Вечерва во 20 часот и 30 минути во Сулијан, во рамките на Скопско лето, ќе се одржи концерт Фрида од Македонија, во изведба на аматерскиот женски хор Фрида, под диригентската палка на Сузана Турунџијава. Аматерскиот женски хор Фрида е формиран во октомври 2023 година, а основач, раководител и диригент на хорот е Сузана Турунџијава.